Раните од гангрената на 50-годишниот Руменко Илиевски, кој вчера со часови чекаше да биде прегледан пред ургентниот центар, се санирани во текот на ноќта. Откако вчера телевизија 24 алармираше за случајот, Илиевски бил прегледан и од психијатар со полициска асистенција, а биле повикани и социјалните служби. Од Центарот за социјални работи на град Скопје велат дека разговарале со Илиевски и со неговите роднини и му кажале дека здравствената состојба е сериозна и дека мора да се лекува. Илиевски треба во понеделник да се јави повторно на клиника. Сепак од Центарот тврдат дека тие не се надлежни во овој случај. Како социјални работници успеавме да допреме до пациентот и да му кажеме дека неговата здравствена состојба е сериозна и дека мора да се лекува. Пружена му е психолошко-социјална поддршка. Договорено е во понеделник повторно да дојде во клиника, со оглед на тоа што лицето не е бездомник и има роднини. Центарот за социјални работи не може да одлучува. Сепак во понеделник ќе ги известиме надлежните служби во Центарот за социјални работи за да го проследат случајот. По укажаната лекарска помош, скопјанецот повикал возило на брза помош и сам си го платил за да го врати во неговиот дом, велат од ургентниот центар. Според лекарите, Илиевски треба да биде хоспитализиран, поради тоа што гангрената е сериозна здравствена состојба која представува извор на зарази, но велат дека тој одбива да биде хоспитализиран и тие не можат против негова волја да го лекуваат. Во извештајот од клиниката стои писмено известување дека пациентот одбил прием и оперативен зафат. По ова тој повторно барал да биде прегледан од медицински кадар, со што била побарана и полициска асистенција, помош од социјалните служби, но и дежурен психијатар за соодветна проценка на пациентот. Исто така повикан бил и уште еден тораковаскуларен хирург кој успел да го преврзе пациентот. Илиевски вчера пред камерата на телевизија 24 рече дека се плаши ногата да му биде ампутирана и затоа го потпишал извештајот, но бараше преврска и чистење на раните. Не остави ба тамо оптора кална и уште ми крвара, еве. Дали ве прегледа? Ве прегледали, ве фатили некој? Никој не е дошол да ми помогне, никој. Како стигнавте до овде? Да виде, со китна помош ме донесе. Која побара таа брза помош, од каде? Лука ми викна, 94. Предходно Црвениот крст изјавија дека Илиевски бил чест посетител на пунктот за бездомници, каде му давале храна, лекови и му ја чистеле повремено раната. Случајот со 50-годишниот скопјанец што го објави телевизија 24 ги разбуди и ги мобилизираше институциите, но ги откри слабостите во постапувањето на системот кога пациент одбива лекарски третман, а представува опасност и сам за себе, но и за околината.